Светот е, одлична, убава, баш песна за овој период од Роберт Бибилов и од Тамара Тодевска, една убава песна посветена на љубовта, па и го имаме токму Роберт од неговиот дом, се надевам дека конекцијата е во ред. Роберт, добро утро, честитки за новата песна, се надевам дека си наспан пред се. Ти благодарам. Да, наспан сум, ја инаку рано станувам, сега ми е баш онака као негде 3-4. Бидејќи се будам во 4:20. Ке те прашам за тоа, сега новата песна на твојот Facebook профил ја објави со опис за вашето 20 годишно пријателство со Тамара Тодевска. Кога ќе кажеш 20 години, делува како да имате 60 сега, а сте 20 доста млади, кога ќе се навратишете во овие 20 години, колку според тебе е успешна соработката со Тамара Тодевска? Па да, навистина е така. 2000 година беше мојот почеток, да ја кажеме, али почнав многу рано, на 15 години, и потоа 2001 година веќе почна соработката со Тамара. Фактички ние од 2001 ние официјално нашата соработка и навака ете издржавме 20 години, 2 децении да правиме, да твориме музика и слично. И дуетот беше нешто што беше најприродно нешто, нели, да се случи од нас двајца. Во овие мигови, нели, со пандемијава и карантина доле поготово дома, знаеш, сите некако свативме која е нашата улога во постоење во светот. И музичарот, неговата улога и покрај тоа што е у карантина и не може да заработува и значи не е битно дали ќе заработува, битно дека тоа е неговата љубов и дека он постои за да твори и да даде љубов на луѓето, бидејќи нашата моќ е да преку музиката кажеме се оно што го чувствуваме и се оно што они го чувствуваат преку музиката може да си го описат. Да, може така филозофско, но навистина е така. Не, баш така и тоа се чувствува во новата песна Светот е. Направена е, ме интересира дали во време на карантинот или е направена пред да се случи пандемијата, па некако ја извадивте од фиока заради тоа што и многу често знаеме да го слушнеме тоа од пејачите. Значи, Светот е чудна кугла не е поради пандемијата. Да, јасно тоа. Светот е чудна кугла како постои светот. Значи, тоа е заради човештвото, луѓето, значи ние го правиме светот да е хубаво место за живење или полошо, значи од нас све зависи. Да, убав спот, баш онака креативен, ме интересира кој стоите позади ова дело и дали учествувавте ти и Тамара во идејата, во самото креирање? Па да, ова беше идеја на Тамара. Она сакаше така тоа нели да изгледа, бидејќи сите се нели дома, у карантина, ајде да ги уклучиме, да покажеме неколку начини да видат луѓето, ствари секој дека му е исто дома, дека може да си најде начин да црта, да пишува, да чита книга, да вежба, многу работи. Јас со карантинот навистина си направив некои дисциплини што цел живот сум сакал да си ги направам. Да станам, нели, рано станам како и да е, но не е само да станеш рано и да седиш така просто, туку да направиш доста обврски, да не губам многу време што све правно, навистина имам доста начини како да го потрошите времето во карантина. Да, верувам. Твојата кариера е доста долга, годините не си толку многу возрасен и си еден од ретките што и после 20 години обстојува на македонската сцена, го држува нивото. Пред 2 години на Макфест со чудни места, мислам дека таа песна овие 2-3 години ти е како буквално голем хит. Освои второ место, па се од тогаш се посвети многу повеќе на музиката и со пеењето. Некако се врати, нели имаше период каде што малку се повлече, сега се врати, па ме интересира во кој правец очекуваш да следи сега твојата кариера. Па добро, тоа со пеењето е најспонтанното нешто. Например, јас сакам да направам песна само тогаш кога имам нешто да кажам.
Знаеш, тоа исто као да кажам еден пластичен пример, како некој дете кој што има Facebook. Не пишеш секој ден статуси без потреба, ако немаш нешто паметно да кажеш, не пишеш, така? Така да имаш повеќе лајкови, сакаш да имаш поголем импакт од тоа што го правиш, исто и така и ја. Сакам да направам нешто што го чувствувам, сакам да го кажам и тоа склоп на околности, дали изгледам убаво, дали се чувствувам убаво, дали не знам паднала само до вербата и слично. Сите тие работи се на кантер и ето например ова со Тамара беше нешто што беше најприродно да се случи и ова е песна многу одамна направена, но сега беше најидеален момент да убрзаме, да споиме сили и да го направиме на време. Сакам да го поздравам Зоран Стојановски Зонде, кој што ни помогна многу да го направиме видеото, онака како што Тамара се замисли. Баш сте онака убава екипа кога ќе ве види човек и Тарабунов е секогаш со вас, Дарко Димитров, верувам дека контактирате овие денови, се слушате и ете споделувате идеи. Сега музичарите вие буквално и сам кажа дека немате примања, немате заработка во време на корона, откажани се настапи, свирки, буквално се. Не само ние. Да. Сите. Сите, буквално на музичарите се едни од најзастапените за жал во корона пандемијата. Ме интересира дали периодов влие на тебе креативно или деструктивно, дали бидејќи си продуцент еден од најдобрите во државава, дали продуцираш или едноставно се залежа во карантинов како повеќето од нас? Ја на почетокот баш онака засукав ракави и викам, затоа што нели како што кажав дека јас сфатив која е поентата на моето постоење, зашто ја постојам. Ја ако правам нешто друго не би бил ја. Така да моето постоење да креирам, да правам музика. На почетокот да, правев многу, на почетокот на пандемијата, нели на овој карантинот, но сега некако како да гледам дека нема потреба, чекај малце, не можеш кого да го снимаш освен себе си. И затоа сега си правам дисциплини, возам, вежбам, трчам, правам се што може, читам книги, се што можам да го пополнам времето, па после кога ќе се отворат, да кажам, ова карантина од границите и мислам дека после тоа е природно да загледаш пак во студија, се снимање. Баш така, знаеш, размислав на тема, бидејќи деновиве актуелна е темата Евровизија, успехот лани на Тамара, на тебе, на целиот екипаж што беше таму. Може би добрата страна на коронава е што не се случи лани и Македонија успеа да види нешто многу големо со успехот на Тамара, меѓу тимот беше и ти, правото е исто дело на тебе, на Дарко Димитров, заедно го направивте тој на Лазар Цветковски. Да не го заборавам. Ете, кога ќе се навратиме сега една година назад, можеш ли да ми ги кажеш импресиите, чувствата во оние моменти кога добивавте 12 поени, нешто што за нашата држава се нема случајно? Да кажам искрено, баш имаме ние една групна, сите од целата делегација на МТ, што бевме на Евровизија и сите таму постираме некакви слики, зафрканци, случки моменти и сите баш онака вриштиме, буквално ни се плаче, бидејќи Тел-Авив е навистина прекрасен град, место каде што секој мислам дека ќе си го пронајде својот дух и своето место, мислам дека кога сите сме родени таму. И што знам, кога добивавме 12, не знам, ја едноставно како некој мртво онака седам и не знам што се случило, и само некоја наснавка така на мене. Мислите гледам како, бидејќи беа многу интензивни една по друга и многу големи држави дава и Велика Британија и тоа викам. Беше ли чудно да се добијат поени од држави кои што не само што не сме добивале во минатите години, туку што не ни помислувале да ни дадат некаков поен? Ете како што кажа Велика Британија, една од најмузичките. Значи музиката е чудна работа. Сеќавам кога требаше да правиме песна за Евровизија и тоаш на почетокот се беше таа маца со притисоци, па не знам што ќе биде сам, знаеш, не можеш ти убаво да си посака да направиш добра песна, тоа не се случува така, не е цисни старт и тоа се дешава. И со Тамара од една страна
нормално има многу притисок и малци изгубенка, лево, десно, па сакам ова, сакам она, со Дарко, со Лазе, па не знам што да правиме, па чекај, па... И направивме една песна која што наистина беше супер, но МТВ решил дека она би требало да биде со некоја балада, онаква како што ние најдобро знаеме. И не знам, тогаш Дарко пресече, вика, бе, Роберт, вика, ајде, седни, вика, ти, нели, четки моцени удри, ти као правиш балади, ти си цара за балади, и викам, слушай, не можам ја така да седнам и да направам, не. И имав една мелодија која што цело време ми се вртеше во глава. И викам, ај ова ќе го поставам како балада и ќе видиме што ќе се случи. Буквално, што се вика, вадење песна од рака, и доаѓа Коста Петров со Тамара, ја им ја свирувам песната, првите тонови и толку беше Коста рече Тамара, со Г многу се ја освои тој момент бидејќи нели со керката со светот. И окей, ајде, идемо. И почнав да градиме, после пиравме Дарко со Лазе, сите Коста, па го градевме текстот, па мелодијата, па која интонација и слично и така некако се спои енергијата И сега токму оваа година за правот ти и Тамара добивте и песна ова признание на Златна бубамара за хит на годината. Мислам дека и тоа се очекуваше, дека не добиевте, тоа ќе беше најголема неправда. Колку ти дава мотив тоа и покрај 20 години креирање музика, се уште го имаш рецептот за хит и тоа е, може би да кажеме, ретко заради тоа што може би ете после 20 години да немаш доволно веќе инспирација. Нема, не постои рецепт за хит, навистина. Не постои? Рецептот, кој што јас гласно размислам, мислам дека е да живееш со општеството, пред се да дишеш со нив, бидејќи еден добар автор, еден солиден автор е оној кој што им го нуди, им го дава тоа што на луѓето им треба во моментот, тоа што им фали како чувство. И ако успееш да го направиш тоа, да го напишеш, да го преточиш во текст, во мелодија, во некаква емоција, тогаш тоа мислам дека е рецептот, но сепак мислам дека и да го погодиш моментот да имаш среќа да направиш и добар маркетинг денеска во ова време, без маркетинг мислам дека ништо. Например на YouTube, ако пуштиш песна, ќе видиш дека моќта на една држава како Македонија е да направи преку сила во една недела 10.000 и што навистина е пак бројка, но во споредба со другите држави навистина е, знаеш. Да, во Србија, и другите плаќаат, нели прават тоа, но кај нас е малце не знам. Се разбираме, во интерес на времето сакам да ти поставам уште едно прашање, има повеќе, но толку е времето, ме интересира, еве годинава Васил Гарванлиев требаше да настапи, но за жал нема. Дали ти лично досега немаш настапено, но си еден од имињата во Македонија кои што треба да настапат, дали имаш таков во план? Ќе те замолам во минута одговор да добијам. Така, навистина. Ја уште како постои кај нас Евровизија и како што нели работам, јас секогаш сум бил на некој начин поборница од тоа, бидејќи сум се тргал, бидејќи Евровизија поготоа кај нас во минатите години беше многу жустро, имаше и тепачки и не знам какви све караници, капи. Ја никогаш не сум испратил песна на Евровизија, секогаш било дали некоја нарачка, некој ќе ми умеша, например кога беа Тамари и Врчек и Адријан, тогаш ме уклучија да работам на аранжманот, на продукцијата, снимањето, снимивме 7 верзии, тоа беше 3 месеци работа. Без потреба, кај што нешто не сакам да го правам. Потоа со Даниел Камаковски исто, Даниел направи 10 аранжмани на неговата песна и на крај дојде ке мене во 2 недели период да требаше да го направам аранжманот и ја успеав и тоа да го направам. Бидејќи нормално Даниел е еден од најдобрите пејачи во Македонија кој што заслужува и само заради тоа и влегов да го направам. А оваа година беше само заради Тамара, бидејќи Тамара е Тамара е Тамара. Да, Тамара не знам што да наречам, значи сето е мал збор, навистина, ние сме многу блиски, да тој цело време се караме, па се смируваме. Ние неколку пати во животот сме биле скарани,
смирени и тоа по 3-4 години, значи онака периоди што се вика крвна она да ме го вара, ја да го варам да преме. И но сите знаат дека многу се сакаме. Да, Роберт, ти благодарам за гостувањето. Се надевам дека ќе имаме прилика во која што ќе зборуваме малку повеќе. Ти посакувам среќа и да ги поминеш полесно денови во карантина. Ти благодарам истината. Поздрав за сите гледачи.